Повеќе од 70 основни прехранбени производи од 1 ноември ќе добијат нови цени откако заврши владината мерка за есенската потрошувачка кошница. Целта на мерката беше да се ограничат профитните маржи на 73 основни прехранбени производи на 10%. Додека владините представници беа задоволни од резултатите кои што ги дала оваа мерка, синдикатите алармираа дека е потребно изголемување на платите за да се поднесе товарот на големите трошоци со кои што се соочуваат граѓаните. Извештајот за заработувачката која беше подобра од очекувањето, не беше доволно за да се спречи најтешката распродажба на акциите во последните 2 години, бидејќи инвеститорите наместо тоа се фокусираа на прогнозата на компанијата за тековниот период. Акциите на Microsoft паднаа за 6% во четвртокот и се упатија кон својот најлош ден од 26 октомври 2022 година, кога паднаа за 7,7%. Тоа беше еден месец пред јавното објавување на ChatGPT од OpenAI поддржан од Microsoft, лансирање што ја постави сцената за бум во инвестициите во вештачка интелигенција. За периодот кој завршува во декември, Microsoft побара приход во опсек од $68,1 милиарда до $69,1 милиарда, што значи раст од 10,6% на средината на опсегот. Аналитичарите бараа приход од $69,83 милиарди. Во меѓувреме, трошоците за имот и опрема пораснаа за 50% на годишно ниво на $14,92 милиарди. Консензусот меѓу аналитичарите анкетирани од Capital IQ беше $14,58 милиарди. Демократската председателска кандидатка Камала Харис изјави дека коментарот на републиканскиот кандидат Доналд Трамп дека ќе ги заштити жените без разлика дали им се допаѓа тоа или не, покажува дека тој не ги разбира правата на жените. Трамп ги даде забелешките додека се обидува потцврсто да се поврзе со жените гласачи. Додека Харис им рече на жените во двете партии дека треба да бидат слободни да донесуваат своји одлуки за своите тела и дека ќе следат нови ограничувања доколку Трамп биде избран за председател 5 ноември. Трамп назначи тројца судии во Врховниот суд на САД кои го формираа конзервативното мнозинство кој ги поништи федералните права за абортус, а во оваа прилика, од 2022 година, на јавни средби и на социјалните мрежи изјавуваше дека ќе ги заштити жените и дека тој ќе се погрижи да не размислуваат за абортус. На собирот во средата вечерта во близина на Грин Беј, Висконсин, Трамп им кажа на приврзаниците дека помошниците го повикале да престане да ја користи фразата затоа што е несоодветна. OpenAI додаде неколку нови функции за пребарување на својот популарен модел ChatGPT, одлучувајќи да ја интегрира функцијата во чатботот наместо да лансира посебен производ. Гигантот со вештачка интелигенција се впушта на територија на која долго време доминира Google, со што влегуваат во конкуренција и со Bing и новите услуги како што се Perplexity. Компанија за разговор со вештачка интелигенција фокусирана на пребарување, поддржана од основачот на Amazon Jeff Bezos и Nvidia. OpenAI рече дека ChatGPT за пребарување ќе избере да ја копа мрежата врз основа на она што корисниците го прашуваат и ќе обезбеди брзи, навремени одговори со линкови до релевантни веб извори. Моделот за пребарување е фино подесена верзија на ChatGPT 4o, соопшти стартапот, додавајќи дека сите корисници на ChatGPT Plus и Тим ќе имаат пристап до новата алатка од четврток. Во јули, OpenAI селективно го лансираше Search ChatGPT, прототип на пребарувач напојуван со вештачка интелигенција со пристап во реално време до информации од интернет.